Мојот прв бизнис буквално го отворив на клупа, додека ја доев ќерка ми, она беше бебе 3 месеци и реков тоа е тоа, ставам тука линија, пресекам и почнувам да ги носам работите што мене конкретно како мајка ми фалеа, што и на моите блиски околу мене знам дека им беа потребни. Па така почна и приказната со цуците, и приказната со кревечињата и слично. И еве денеска 6 години после тоа имам еден успешен бизнис кој што се вика Kids & Co, кој што се скандинавски премиум производи за бебиња. Ги продавам тука, официјален дистрибутер, увозник сум за муши и за фрик. Здраво, јас сум Моника Зец. По професија сум графички дизајнер. Меѓутоа, животно сум предприемач и мајка на 2 мали дечиња. Некако секогаш ме влечела уметноста и мислам сум дете со големи афинитети спрема уметноста, без разлика во било која форма, дали е музика, текст, слика, фотографија, графика, што и да е. И никако мислам дека многу природно ми доаѓаат сите работи што се поврзани со уметност. Уште од најмала возраст, имам завршено и нижо музичко и цртано, и имам завршено графички дизајн на ФОН факултетот. Меѓутоа, никако откако станав мајка, апсолутно целиот мој свет се промени. И мислам дека она што многу луѓе не се свесни е дека кога една жена станува мајка, тоест односно кога едно бебе се раѓа и мајката. Така што мислам дека можам онака слободно да кажам дека тогаш повторно се родив и некако тогаш па се до наво моја веќе 7 години како сум во улогата на мајка, пробувам да се редефинирам, да изградам нека нова верзија на себе, која што има големи придонеси од минатото, многу нормално, но пробувам да најдам што е она што го сакам, што сакам да правам и слично. И од тука се роди нека моја потреба да го променам ова општество, да придонесам за некои работи кои што барем мене како мајка ми фалеле. И благодарение на мајчинството и на мојата ќерка се роди и мојот прв бизнис. Некако така тие работи одат спонтано. Знам памета, уште кога беше мала, јас кога бев бремена, она гледав еден тон работи кои што производи предмети кои што кај нас не беа достапни, кои што естетски изгледа многу поубаво. За жал ништо такво не беше достапно кај нас на пазарот, а не само што естетски беа на едно повисоко ниво, сепак беа доста функционални и практични. И она паметам 7-8 месец бремена од Германија нарачав кревече за ќерка ми стигаш у пошта, па поштарите ми го става у кола затоа што имав огромен стомак на мене. И после тоа се друго е, мислам дека на history. Мојот прв бизнис буквално го отворив на клупа, додека ја доев ќерка ми, она беше бебе 3 месеци и реков тоа е тоа, ставам тука линија, пресекам и почнувам да ги носам работите што мене конкретно како мајка ми фалеа, што и на моите блиски околу мене знам дека им беа потребни. Па така почна и приказната со цуците, и приказната со кревечињата и слично. И еве денеска 6 години после тоа имам еден успешен бизнис кој што се вика Kids & Co, кој што се скандинавски премиум производи за бебиња. Ги продавам тука, официјален дистрибутер, увозник сум за муши и за фрик, кој што, не знам, барем мене ми се дел од моето секојдневие и се буквално мој живот. И многу други попратни мали работи кои што го надополнуваат на Kids & Co во целина. Покрај тој бизнис имам уште еден кој што е буквално на цвеќиња спакувани во преубава кутија со персонализирана порака.
Некако секогаш многу ги сакам цвеќињата поради боите, формите и самата порака која што ја носат и целата филозофија позади секое цвеќе. И од секогаш сакав да си подарувам цвеќиња сама на себе, со оглед дека луѓето околу мене за жал ја немаат таа навика да ми подаруваат мене цвеќе, секогаш сама сум си подарувала. Па така и од тука се роди таа идеја да направам нешто со таа моја потреба. И благодарение на тоа се роди и Гифценко. Многу се слични со имињата, меѓутоа различна е, нели, различен е бизнисот сам позади себе. И некако, не знам, природно морам да признам дека моите бизниси, она што го работам, се екстензија на мене, на мојот лајфстайл, на моите потреби, на мојот начин на живот, како што кажав, и некако природно ми доаѓа да ги правам сите тие работи и некако да ги вклопувам во една целина сите оние мои улоги, потреби, и графичкиот дизајнер, и улогата на мајка, и грижата спрема сама за себе и слично, некако пробувам да ги канализирам на некој многу природен и спонтан начин. Така што, на кратко, тоа е како дојдов од графички дизајнер до собственик на неколку бизнеси. Јас сум по природа доста динамична и една од најголемите мани, можам да кажам, или недостатоци е баш тоа што не знам да одмарам, не знам да застанам. Сам дека и тоа си има своја цена, меѓутоа ние, особено на Балканот, жените, голем број верувам ќе се пронајдат, сме баш така израснати со мајки, херојки кои што носеле се на свој грб и до ден денес носат свет на свој грб. Меѓутоа работата е што општеството се менува, нели, оди напред, еволуција, имаме скроз поинаква динамика на општество, скроз поинакви партнери покрај нас. Така што мислам дека е многу важно да се зборува за улогата на жената. Улогите на жената, да бидам поточна, мислам дека секоја една жена носи безброј улоги, без разлика дали е остварена како мајка, не е, дали е собственик на бизнис или е вработен, значи без разлика мислам дека спектарот на улоги кои што една жена ги поседува во текот на 24 часа е огромен. И мислам дека тие улоги можат да придонесат дали една жена буквално ќе има среќен и задоволен живот или можеби ќе биде доста несреќна и неисполнета. Заради тоа што ние многу несвесно си ги ставаме сите улоги кои сакаме, а можеби кои не сакаме да ги носиме. Можеби некоја жена не сака да биде мајка, не сака да ужива во мајчинството и тоа сосема нормално. Не мора да значи ако има 35-6 години да се изреализира како мајка, ако при тоа можеби тоа не го сака. Меѓутоа сакам да кажам дека со тежината на сите тие улоги, носењето на сите тие улоги, многу често знаеме да се губиме самите себе. И она што мене ми се случуваше на почетокот на мајчинство, она пробував да правам мултитаскинг, да готвам, да ја чувам, да работам, значи она буквално дај ми се што можам, ќе се снајдам, но како старијам, како созревам, всушност сваќам дека мултитаскингот е нешто што не само мене, туку и голем број жени не бутка и буквално го носи тоа големо незадоволство, така што давам се од себе максимално во текот на денот да се носам само со една улога. И она како јас го дефинирам сето тоа е дека баланс совршенство не постои. Онако ќе речат како балансираш помеѓу мајчинство и работа, не постои. Значи, едноставно не балансирам, односно оно што јас го правам е си бирам приоритети. Си задавам што ми е приоритет. Можеби сега во оваа фаза од животот, овие неколку месеци приоритет ќе ми биде бизнисот. Тоа можеби значи дека во мајчинството малце не ќе подклекнам, меѓутоа ќе давам послаб перформанс или можеби во мојот социјален живот или можеби во односот со мојот сопруг и со партнерот. Меѓутоа си ставам приоритети и гледам целосно да бидам фокусирана на тие приоритети. Кога моите деца беа многу мали, бебиња, новородинчиња, многу нормално, природно мене ми беа они приоритети, се друго беше ставено на стендбај. Па така и со тоа, така што мислам дека баланс совршен не постои, меѓутоа постојат приоритети и што е она кое што ти сакаш да се движиш, која улога твоја сакаш да ја изреализираш сега во даден период од твојот живот. Мислам дека тоа е накратко. Меѓутоа секогаш има нешто што плаќа цена за сметка на нешто друго и тоа е уствари балансот.
И многу е важно да станеме свесни, мислам дека мал број на луѓе всушност знаат што е она што вистински сакам да го правам, што е она што вистински мене ми исполнува сега во оваа дадена фаза од мојот живот. Може тоа сега е бизнис, мајчинство, за 5-10 години може ќе биде патување, забава, за 10 години може ќе биде, не знам, нешто сосема десето и слично, нормално, еволуција, луѓе сме, треба да се развиваме, да се менуваме, да одиме напред и да тежнееме да што повеќе да правиме работи што не исполнуваат. Така да, тоа е некој баланс, кој може да се научи како баланс.